Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Охрид букиран за новогодишните празници. Младите се помалку се женат, се помалку се раѓаат деца. Охридско лето со новогодишен концерт како подарок за публиката. Бронзен медал за Владимир Димитриевиќ на светскиот куп за теквондо во Солун. Татко и син го извршиле масакрот на плажата Бонди во Австралија. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и студено време со умерена локална облачност. Дуваше слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура изнесуваше -1 степен Целзиусов, а максималната дневна 9 степени Целзиусови. Во Охрид утре во утринските и предпладневните часови ќе има појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб ветер од западен правец. Минималната температура ќе изнесува -1 степен Целзиусов, а максималната дневна 9 степени Целзиусови. Утре во Македонија времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Во утринските и ноќните часови по одделни котлини ќе има појава на магла и слана. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималните температури секаде ќе бидат минусни и ќе се движат во интервал од -6 до -1 степен, а максималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од 7 до 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид повторно се позиционира како една од најпасокуваните дестинации за новогодишните празници, со речиси целосно исполнети хотелски капацитети. Туристичките експерти велат, потребно е проширување на понудата и прилагодување на цените за да се привлечат гости во останатите месеци од годината. Охрид ќе биде исполнет со туристи за новогодишните празници. Најбројни ќе бидат гостите од регионот Бугарија, Србија, Грција, Албанија и Црна Гора. Хотелските капацитети и приватното сместување се резервирани од 80 до 100%. Најбарани се тридневните новогодишни аранжмани, чии цени се движат од 200 до 300 евра, во зависност од понудата и содржината. Во зависност што добивате, дали се полни пансиони, со дочек, свечени вечери и така натаму. Обично се даваат и 2 свечени вечери, дочекот за Нова година и први. Сите хотели имаат различни цени, ама од прилика се околу 200. Ако бараме само ноќевање, тогаш може и нешто поевтино да се најде, а дочекот да се прави на друго место. Според туристичките работници, Охрид секогаш е примамлива дестинација за новогодишните празници, но потребно е проширување на понудата и прилагодување на цените, за да се привлечат гости и во останатите месеци од годината. И хотелите, рестораните и да ги прилагодат цените во овој вакуум период помеѓу таа постсезона, постсезоната и овој период помеѓу октомври, ноември до декември, додека не дојде тој зимски дел од сезоната, бидејќи најскап кревет е непополнетиот кревет. Сето тоа може многу со некои навистина прости решенија да биде надминато. Охрид блеска во новогодишно руво, иако се уште не е објавена програмата за масовниот дочек на Охридскиот плоштад, од општината најавуваат весела празнична атмосфера. Охридско лето со новогодишен концерт како подарок за публиката. Виртуозниот пианист Франческо Барбаджелата од Италија и моќниот шпански тенор со импресивна вокална моќ Рамирес Дрос Рейналдо Елаис на 20 декември ќе одржат свечен новогодишен концерт што го организира националната установа Охридско лето. Концертот ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 20 часот. Влезот за концертот ќе биде бесплатен, како подарок за верната публика на Охридско лето. Ова е нашиот начин да изразиме благодарност за довербата, поддршката и љубовта што ни ја даваат љубителите на врвната уметност, велат од оваа национална установа. Во третото 3 месечи од 2025 година во општина Охрид се родиле 98 деца, а починале 154 лица. Природниот прираст е негативен и изнесува минус 56. Продолжува трендот на негативен природен прираст во земјава. Младите се помалку се женат, се помалку деца се раѓаат. Во третото тромесечие од 2025 година во општина Охрид се родиле 98 деца, а починале 154 лица. Природниот прираст е негативен и изнесува минус 56. Бројот на живородени деца во земјава изнесува 4431 и во споредба со истиот период лани е зголемен за 3,7%, но природниот прираст и на ниво на држава останува негативен. Експертите алармираат, велат потребни се долгорочни и системски решенија. Систем со сериозни проблеми и предизвици, исто така и големиот број на миграција, со тоа што мислам дека младите се индокринирани во насока каде што треба претходно да се посветат на кариера, па потоа да се остварат како родители. Падот на наталитетот во земјава трае со децении и остава сериозни последици. Државата се празни, населението забрзано старее. Во 2016 се родиле околу 23.000 деца, а во 2024 година само 16.737, што е речиси 9.000 помалку.
пад од 30% за само 8 години. Во наредниот период ќе представиме иницијативи и заедно со владините институции ќе работиме за да можеме се тоа што го зборевме денеска на ова пресконференција да ги охрабриме мајките за да станат мајки, да излезат од тој сегмент на едно семејство има само едно дете или две деца, туку да работиме повеќе на повеќе детни семејства и тоа мора да биде во соработка со владата заради иницијативи. Стапката на наталитет падна од 12,5% во 2010 година на само 8,8% во 2024. Во многу општини и села веќе нема ниту прво оделенци. Во Струга се родиле 122 деца, а починале 124 лица. Природниот прираст и таму е негативен -2 и општина Дебарци има негативен природен прираст од -16. Во овој период таму се родиле 4 бебиња, а починале 20 лица. Спречен увоз на над 26 тони замрзнато пилешко месо од Бразил на граничниот премин Ќафасан, информира Агенцијата за храна и ветеринарство. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Ќафасан вчера спречиле увоз на над 26 тони замрзнат пилешки батак без коска поради неисполнување на условите за увоз. Пратката со 2167 пакувања по 12 килограми замрзнато пилешко месо по донесеното решение за забрана за увоз од официјалните ветеринари на АХВ вратена е во земјата извозник Бразил. Забраната за увоз е изречена бидејќи пратката била во спротивност со донесеното решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло од Бразил заради заштита од внесување на вирусот на птичји грип, според која забранет увозот на пратки кои се добиени од животни кои се заклани, натоварени и сертифицирани пред 1 август 2025 година, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Историски успех за македонската традиционална теквондо федерација. Владимир Димитриевич освои бронза на светскиот куп во Солун. Овој викенд Македонската традиционална теквондо федерација со тројца надпреварувачи под водство на националниот тренер Саша Поповски зеде учество на светскиот куп King of Taekwondo кој се одржа во Солун, Грција. На надпреварот учествуваа над 1400 надпреварувачи од 21 држава од целиот свет. Најголемиот успех за нашата земја го постигна Владимир Димитриевич во спаринг категорија сениори до 78 килограми кој освои бронзен медал. Ова е прв медал во сениори во историјата на Македонската традиционална теквондо федерација од светски куп. Овој медал представува значаен чекор напред за македонското теквондо и е јасен показател дека овој спорт се стреми да биде еден од најдобрите спортови во Македонија, вели Маријан Чолазаревски, председател на Македонската традиционална теквондо федерација. Припадници на навивачката група од Битола синоќа физички нападнале 16-годишник од Охрид. Лишен од слобода жител на Лесковиц кој управувал возило во алкохолизирана состојба. Следува полицискиот билтен. Синоќа 14 декември во 21 часот и 25 минути пред продажен објект на булевар Македонски просветители во Охрид, повеќе лица припадници на навивачка група од Битола физички нападнале 16-годишник од Охрид. Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, пошто против напаѓачите ќе биде поднесена соодветна пријава. На 14 декември во 22 часот и 49 минути во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 48 годишно лице од селото Лесковец Охридско. При сообраќајна контрола на улицата 15 корпус во Охрид, сопрено е патничко возило Мерцедес со охридски регистарски ознаки, кое го управувал и по превземени мерки е констатирано дека лицето е под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,66 промили алкохол во крвта, информираат од СВР Охрид. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.